Најубавен момент. Па добро, сигурно дека првиот зборови меѓуетничка интеграција ме потсети, бидејќи јас сум во Струмица. Имам многу пријатели турци, роми, албанци, сигурно играм и во екипа која е помешана со многу националности и за мене мислам дека нема некоја голема разлика. Сигурно дека уште во образованието треба да сватиме дека сите сме едноставно луѓе, сите сме исти и не треба да има многу голема разлика. Сигурно дека од училиште се учи за меѓуетничка интеграција и мислам дека тоа треба уште многу да го подобриме овде во Македонија. Добро, како што кажа, Струмица е помалку етничка развиена од другите градови од Италија. Али мислам дека на мене не ми беше проблем, бидејќи уште од мал сум во Италија. Променив многу пријатели со различна националност и со сите едноставно имав еден добар однос, супер однос и не се разликувавме по ништо што не сме дали католици или православни или некоја друга вера. Па добро, сега во Наполи, кај што сум моментално, има многу странци, има многу играчи со разна националност. Како што кажав и претходно, односот ни е добар, секој си има своја верба, веруваат во својата вера и мислам дека функционираме како заедница супер и немаме никакви проблеми. Едноставно големото другарство ги направи и овие резултати без разлика на каква националност сме, ги направи добри резултати во Наполи. Па сигурно дека е мотив да научиме нешто повеќе за другите националности, бидејќи јас сум православен, а имав прилика да ги видам како се хранат и играчи како Илјар Берами, што се католици, што веруваат во некои други, имат некој друг начин на исхрана. Едноставно, ова е едно големо искуство за мене во животот, бидејќи запознав многу луѓе со различна националност и тоа ми помогна многу и овде во репрезентација, бидејќи во нас во репрезентацијата има играчи со албанско потекло и мислам дека едноставно сите заедно си помагаме. Имаме играчи албанци, имаме играчи од друго потекло, али мислам дека ние сме сите едно, ние сме Македонија и мислам дека стварно непријатноста на стадионите кога ќе го исвиркат еден твој колега не е пријатно и мислам дека треба сите заедно тоа да го промениме, да се потрудиме да го промениме, не само во репрезентацијата, туку и во клубовите, уште во младите категории, да почнеме на децата да ги го покажеме вистинскиот пат, бидејќи сите заедно може да успееме, не е битно меѓуетничкото поделение. Сигурно тоа е еден чекор напред, треба уште мали години да тоа да го учиме и како што кажав, да не дојде после до некоја, кога ќе сме возрастни, да дојде до некои проблеми и свиркување на стадион и во сали и на некои други надпревари, да не разговарат, бидејќи се поделени меѓуетнички. Тоа треба уште од мали години да почнете едноставно на децата да го покажат вистинскиот пат. Мислам дека има со ваква од ваша помош, од наша помош со спортисти, со пејачи, со други врвни личности, мислам дека тоа во Македонија може да го подобриме.
како што кажа, имаме играчи во репрезентација и жал некога ќе го испитат некој твој колега кој дава повеќе од 100% за твојата држава и да го испитат, тоа е непријатно. Треба сите заедно да се потрудиме тоа да го поправиме. Порука до младите е повеќе да обрнеме внимание на ова меѓуетнички, мислам дека може многу да ни помогне. Треба да се дружат меѓу си, не е битно разликата на каква националност, мислам дека треба да се дружат сите заедно, да си помагаат.